ексклузивно за прв пат имавте можност да ја погледнете третата верзија од Вечниот Бог, песна која се надевам дека допре до сите вас, ве потсети на традицијата, обичаите кои што си ги негуваме, кои што живееме и помладата генерација ги обожува и сака да ги оживее повторно и да ги пренесе на помладите. Ги имаме тука младите, може да кажеме јунаци на новото време, кои што се дел од љубителите на обичаите, традицијата и сакаат да промовираат песна која што е посветена на празникот, но и со цел веројатно за да се пренесе таа традиција и на нивните генерации, но и на помладите генерации кои што нив ги доживуваат како јунаци на новото време. Со нас Кристина Мукаетова, Кики, добро позната наша, и го запознаваме Илија Јовчев. Добро утро. Добро утро на вас. Кики, многу си се променила од последниот пат кога ни беше гостинка, колку брзо растеш. Тоа беше дете. Да. Како сте, дали сте добри? Супер, вие како сте? Одлични, супер, само што јас имав малку незгода, сега не знам дали забележа додека зборуваше вака. Не забележав, Кики, ја гледав, кажи, со стварно. раката, Добро. затоа се насмеав, да не ми забележиш. Многу интересно тоа што Илија кажавме дека со Кики си имаме традицијата да се гледаме пред Бадник и Божик. Секако и прошла година е ова. Ами да остане така. Година, да. И интересно е тоа дека годинава си во поинакво издание промовираш песна која што е посветена заедно двајцата за празникот, па сега затоа што навистина ве доживувам како јунаци на новото време, како некои кои што децата помалите ги доживуваат како идоли. Целта, идејата за да ја направите песнава беше веројатно возобнување на обичаи, традиција. Да, па самата идеја за некоја тематска таква песна почна после Лео. Лео е мојата прва песна што ја приправав од Калиопе. И навистина беше онака некој проект што сакав да го направам тематски, доаѓа празниците. И зборев јас со Александар Митевски, продуцентот, и ние направивме некаков микс на странски, божикни, новогодишни песни, за да можеме да направиме некоја таква песна, препееме. И изгледа модерно. Да, модерно, нешто помодерно. Да. И решивме да ја препееме Божик за секој од нас. Тоа е оригинално направено Во 2009 година. Да, во 2009 година, да, Добре. од повеќе порано. Да, Да. да. Ама Од повеќе артисти беше така? да, од Да, многу да. повеќе артисти, од неколку. Ама решивме дека е подобро место само јас да припам да го направиме во Да, да има дует. и мајски глас. Некој ве спои така навистина многу Како го се споите, споите, как Да. Па преку професорката Ана Косовска, Да, Костадиновска, огромен поздрав за незе. да. Значи, сосема случајно мене ме одбра, она ми имаше слушнато мене, има поставено видео на Facebook од една песна како ја пеам. Да. И она ми имаше слушнато и се допаднало и ме препорачала на Александар. И Многу Да. спои. да, А не ја се познававте предходно? Не се познаваме. не се познаваме. Дека делува кога ќе го гледаш проектот Да, како да да, сте да. Сте биле другари другари пред цел това. живот. Да. Мислам цел Браво. живот. Да. До сега, млади сте уште не. Да. Ама она мене наставничка по пеење, така може да каже, vocal coach. Да. И текот пред Евровизијата и затоа така некако се споивме, долго време имам работено со неја, она ми има видено како растам, гласот како ми се менува и супер спојка сме. Да. Да, многу го спои. Ќе ја видиме песната, кои се реакциите? Вака од другарите, Позитивни реакции. Да. позитивни реакции до сега? Да, дека ова е тематска песна и сакавме малце да вратиме назад традицијата, сепак ова е доста битен празник за сите Така, христијани во Македонија посебно. Така да мислам дека ова е празник што е навистина прославен на секаде и затоа. Кај кого се падна паричката минатата година ке вас дома? Дека брат ми. убаво ви тргнало периодов со песни, со спотови, Да. со работки. Ви донесе среќа да не се падна кај некој од вас паричка? Не, кај мене, мислам дека кај мајка ми беше. А, така? Да. Кај мене беше кај брат ми, а брат ми е малечок и Така да дозволено е. дозволена, да, да. Океј, не требаше да се мести. Добро.
Па и тоа е обврска да прави некој кога сме биле мали. Мести парички негде. Мести на не сум јас за тоа. Јас сум многу против тоа да се намести паричката, искрено. Да, кај ќе си падне среќата таму. Таму е среќата. Да, па нели така си обичаат. Ако ти се падне некој детенце врескало да видиш како ќе му ги местиш паричките, секој ден ќе му ги местиш паричките. Секој ден по една. Да се насмееме, да. Верувам, само да прашам нешто, Иле, Ване Јовчев, што ти е? Татко. Морам да прашам, нема да ни замериш, но да не погрешам, крушата под круша паѓа, Ване од Синтезис. Да, веројатно крушата под круша си паѓа, веројатно ете и музиката од таму. Она што ете убав повод за нешто што сакав да го прашам во продолжение, Кики, колку целиот начин твој на растење, созревање буквално пред камерите, делот на глумата? Па и некој начин и водење, пошто јас и Ване бевме дел од новата сезона, снимавме за Дајте музика. Кратко, минутка, кратко, многу сладко искуство. И видовме колку многу во суштина ви е тешко, значи не е нешто лесно. Не е нешто да, лесно. ние секој ден тука се да си бара работа посветеност. Ама само малку се Па ние направивме грешки за по една реченица, се сеќаваш 2-3 пати се враќавме. Да, за по една реченица 2-3 пати. Сакам да кажам, навистина многу труд, многу знаење. Пропатно, велиш, имаш и наставници, вокално, Евровизија мора да ја споменеме. Да. И колку се тоа тебе ти отвори пат, тебе од друга страна, или ќе го прашам колку начинот на живот да бидеш обкружен цело време со музика, познавајќи ја историјата на труд вложување, на музичко, се разбира, на дополнување, сите ги знаат, цел свет Синтезис, веројатно ти си растел и слушал само музика, колку тебе па тоа ти отвори врати, се еден по друг и двајцата? Ајде, јас мислам дека искрено за мене, јас од мали години, од 9 години можеби, почнав со глума, па после тоа, од секојаш имав желба за глума, за пеење, за така нешто пред камера. Си одеш едно по друго, веројатно. Да, едно по друго, вака. Да. Ама навистина беше, почнав со театар, со Магдалина Ризова, и навистина беше онака аудицијата за Дајте музика, да, беше на 10 години, на 10-11 години почнавме со првата сезона и стварно не беше нешто онака лесно. Например, имавме во 7 часот требаше да сме спремни во студио за да снимаме, сите реплики требаше да се знаат, тоа беше сценарио. Да, од 7 до 3 попладне, така нешто ни беа снимањата, дури некогаш повеќе останувавме, пробавме да снимаме најбрзо, затоа што сепак летото, некои деца имаат школа, некои немаат. И навистина беше едно искуство добро, што мислам дека ме спреми за воиднина. Така да мислам дека таму ми почна моето и сега ти отвори порти, да, за да влезеш буквално во овој свет во кој што те гледам дека си среќна, дека се наоѓаш, дека тоа е тоа. Илија ти? Па ајде, јас и ти да не зборуваме сега, да не бидеме водители. Колку би биле несреќни. Да, дефинитивно, иако ќе кажам дека човек ако на вистина се знае што сака да прави, ќе си го најде начинот и патот како да стигне до тоа, па не знам што да се испречи. Иле за крај исто прашање за тебе? Јас значи со музика уште исто од мали години, а по-професионално почнав од свој 6, кога се запишав во музичко училиште. Свирам виолина исто така, тоа ми е како главното покрепењето. И не знам. Едноставно се пронаоѓаш. Само треба за крај да ви порачаме да грабите. Млади сте, да не звучиме сега како нели ние дека сме поминале многу, меѓутоа од аспект на музика, на македонската музика навистина и треба освежување, поминува низ годиниве навистина низ некој турбулентен период би кажал и секој ново освежување кое што го имаме публиката го прифаќа, ако е квалитетно и го препознава, се гледа колку е жедна за убава македонска музика, така да поддршка од нас, јавниот сервис е тука да ги негува овие вистински вредности и да се видиме повторно, па да промовирате повторно нешто заеднички или нешто и индивидуално посебно. Ви благодариме. Да се гледаме за убави работи, да сте живи и здрави, среќни, нека ви се празниците и да си ја задржиме ние Кики традицијата за Божик да се гледаме посекако. Јас не би ја задржал и порано пред Божик. Да, Божик тука. Благодариме уште еднаш за гостувањето. Јована, јас ќе продолжам многу убав начин си одјавувам емисијата. Јас многу сакам да ја слушнат песната. Преубава е да го видат и спотот, да ја видат таа енергија на овие млади наши деца. Тие се идолите на новите генерации и навистина многу ми е драго кога вакви убави проекти ги промовираме и кажа ти дека
македонската сцена е жедна, така рече, за нови идоли. И се пие нова музика. Ете така. Еве можност. Да, но само за крај се разбира да ве поздравиме од моје име, од името на Јована и од екипата која што во утро беше заедно со вас, бидејќи не знам како ќе бидат на работа следниве 2 дена. Сакам да честитам Бадник и Божик и да се поминете убаво за време на празниците. Секако утре имаме и празнично издание на Македонија наутро. Утре Божик ќе ви честита нашата колешка Суза, мислам дека утре. Сузана, да, која што веќе ја подготвува емисијата и верувајте дека не би сакале утрешниот ден неработен да го започнете заедно со нас, со Македонија наутро, да го испиете првото утринско кафе и сите содржини кои што верувам дека ќе ви го задржат вниманието. Не ја менувајте фреквенцијата. Поздрав! Врне снега, на вратата е ново гранче Бадниково. Колку е волшебно се. Секој човек вреди, колку еден свет, треба да го чуваме. Дар Божи животот даваш љубов, даваш се и мирата се солзите. Божик е најубав ден. Овој Божик е лепен, ке ни стопли срца пак и подарок носи нам рак. Сите исто сакаме, здравје, љубов, среќа, спас. Ова е Божик за секој од нас. Кога даваш љубов, даваш се и мирата се солзите. Божик е најубав ден. Овој Божик е лепен, ке ни стопли срца пак и подарок носи нам рак. Сите исто сакаме, здравје, љубов, среќа, спас. Ова е Божик за секој од нас. Овој Божик е лепен, ке ни стопли срца пак и подарок носи нам рак. Сите исто сакаме, здравје, љубов, среќа, спас. Ова е Божик за секој од нас. Ова е Божик за секој